Добар ден, драги ученици, јас сум Жаклина Ристовска, од Телински наставник од Основно училиште Браќа Милутиновци, аеродром Скопје. Денеска ќе научите за местоположба на многоаголник во координатна мрежа преку рефлексија на координати. Што ќе научите? Ќе читаш и внесуваш координати во првиот квадрант. Ќе означуваш координати на 2D формите. Предвидуваш каде ќе биде многоаголникот после рефлексијата со линија на симетрија паралелна на една од страните на многоаголникот. Погледнете оваа слика на координатниот систем, каде што се воучени, се потенцирани каде се наоѓаат квадрантите. Значи овде е прв квадрант, втор квадрант, трет и четврт квадрант. Оваа година повеќе ќе внесувате во првиот квадрат, но не е лошо да знаете каде се наоѓаат и другите квадранти во координативниот систем. Ова е x-оската, ова е y-оската. Поими со кои ќе се запознаете во оваа лекција, тоа е оска или линија на симетрија, која е права во однос на која се прави пресликувањето. Пресликување е секоја точка теме на многоаголникот се пресликува во симетрична точка во однос на оската на симетрија. Значи, овде збориме за пресликување како рефлексија, рефлексивно пресликување. И оски на симетрија може да биде секоја права линија, но во оваа лекција нашите оски на симетрија ќе бидат x и y оската од координатната мрежа. Да видиме каде има пресликување во реалност. Погледнете оваа девојка која стои покрај едно езеро. Таа целата е пресликана во езерото. Еве оската на симетрија, значи права линија, која што ја дели сликата, го дели оригиналот од сликата. Значи ова е оригиналот, ова е сликата. Пресликување во реалност има многу. Еве, погледнете уште неколку слики. Оваа планина е пресликана во езерото. Оригинал, слика. Ова е правата линија. Исто така и оваа планина во еднакво планинско езеро, каде што е оската на симетрија. Има многу примери за пресликување во природата, па затоа и рефлексијата како пресликување се проучува во математиката. Задача. Направи слика на правоаголникот ABCD, каде оска линија на симетријата е y-оската. Значи оска на симетријата ќе ни биде ова права, односно y-оската или y-координатата. Правоаголникот е нацртан во првиот квадрат со означените координати. Еве сликата на оригиналот, односно како е извршено пресликувањето. Точката D е еднакво оддалечена од точката D'. Да видиме. 1, 2. D' ќе биде 1, 2, еве овде. Значи, D имаме 2, 3, а D' е минус 2. Значи, внимавајте. Сменете само вредноста на координатата на x оската. 2 минус 2. Значи, обратно. Понатаму, C, видиме C' каде ќе биде. Вамо е 4, вамо е минус 4. И B, вамо е 4, вамо е минус 4. Темето А, како и сите другите имиња, се оддалечени изброј, квадратчени изброј, единици од y-оската. Нацртете четириаголник MNTR, како што е овде, со дадените координати, и направете слика каде што оска на симетрија ќе биде овој пат x оската.
да видиме каде се, како ќе биде. Погледнете како доаѓа исто како иксовската да е некое огледало и оваа два деформа се огледува. Значи, да видиме точката М'. Сега добиваме негативен број, значи од другата страна. Овде е 1 на y-оската, а вамо е -1. Таков случај ќе биде и со другите три темиња, каде што секаде на y-оската, ако е овде n1, овде е -1. Ако те овде е 2, овде ќе биде -2. Ако овде на r е 2, овде ќе биде -2. Но сите темиња се еднакво оддалечени или ист број квадратчиња од x-оската како оригиналот, така и слика. Значи, ова е оригиналот, ова е сликата. Ајде да видиме една задача со посложени барања. Нацртај триаголник во првиот квадрант, МТР, и направи слика и именувај го како M'T', каде оска линија на симетријата ќе биде x-оската. А потоа нацртај уште еден триаголник, M секунд, D секунд и R секунд, каде оска на симетрија е y-оската. И означете ги координатите на двете слики што ќе ги добиете. Еве, овде имаме пресликување во однос на y-оската и еве ги координатите, каде што гледаме дека вредностите се менуваат на x-оската. Значи, ако правиме пресликување преку y-оската, тогаш координатите се менуваат на x-оската. Ако пак правиме пресликување на значи, она што вие сега треба да ја довршите оваа задача, тогаш пресликувањето вредностите ќе се менуваат на y-оската ако правиме пресликување преку x-оската. Значи, ваша задача ќе биде да направите слика на овој оригинал, каде што оска на симетрија ќе биде x-оската, а добиената слика ќе ја означите со M', T' и R'. Вториот дел од задачата, еве, ова е решението, со намера да ви помогнам да што поуспешно ја совладате рефлексијата. Иначе, рефлексијата е пресликување на дадена форма. Ви благодарам на вниманието.